Почнуваме с урбаните вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Денеска во вестите ќе имате можност да го погледнете интервјуто со Аница Добра, звезда на југословенскиот филм. А до тогаш следува генералната најава. Овогодинишното издание на Бела ноќ збогатено со фестивал на светлината. Прва детска олимпијада во Бутел. Значително се подобруваат условите на училиштата во Газибаба. Ги сними најубавите југословенски филмови, а потоа замина да работи во Германија. Интервју со Аница Добра. По 14 пат утре ќе се одржи традиционалната манифестација Бела ноќ, која е синоним за масовна посетеност и исполнетост со голем број публика, затоа што програмата содржи несекојдневни содржини. Новина оваа година е фестивалот на светлината, кој ќе изобилува со најразлични светлосни илустрации. Традиционалната манифестација Бела ноќ ќе се одржи утре во Скопје по 14 пат. Во рамки на програмата на повеќе локации во градот ќе се одржат концерти, изложби и перформанси. Бела ноќ е синоним за масовна посетеност и исполнетост со активна публика, затоа што програмата што ја нуди доминира со квалитет и несекојдневни содржини. Градоначалникот Петре Шилегов информираше дека оваа година ќе има несекојдневно издание на Белата ноќ. За прв пат ќе биде збогатено и со фестивал на светлината, односно Скопје Light Art District. За прв пат во текот на Белата ноќ градот Скопје станува град на светлината, имајќи во предвид дека организираме Скопје Light Art District, кој што е направен тоа light show, фактички шоуто на светлата е направено по најголемите европски стандарди, имајќи во предвид дека е резултат на меѓународната соработка овој проект на градот Скопје со градот Лион во рамки на рок проектот Horizon 2020. Така што од Лион фактички кој што е најстар град на фестивал на светлината, овдека во Скопје и Скопјани ќе можат за прв пат да видат една таква велелепна активност. Шилегов додаде дека организаторот на ова издание на Бела ноќ се потрудил да вклучи што повеќе странски и домашни уметници, но и да анимира нови алтернативни културни простори што во иднина ќе се користат за одржување на вакви или слични настани. Годинава одиме да понудиме алтернативни локации со кои што ќе градот во белите ноќи ќе ги отвори за прв пат кон граѓаните, а ќе се користат овие локации за одржување на вакви или на слични манифестации. Во текот на јуни и во текот на септември скопјани можеа да уживаат од киното на отворено. 4 проекции имавме навистина фантастично посетени од нашите сограѓани. Овој пат ќе можеме да уживаме за прв пат во отворено кино на кровот на градскиот трговски центар. Во ГТЦ веќе активно живее галеријата на отворено и таа галерија всушност покажа дека колку овој објект и оваа локација и значи на скопјани и колку е со радост посетувана. Директорот на МКЦ Русе Арсов нагласи дека годинава главен акцент е ставен на домашните уметници за да покаже градот што може да понуди како главен град. Се потрудивме оваа година да главниот акцент го ставиме на домашните уметници, домашните организатори на културни настани со цел што е можно повеќе од нив да анимираме и да покажеме што ние како град имаме на програмата. Многу сме среќни што успеавме да анимираме голем број на локации и ветуваме уште една многу добра Бела ноќ. Филип Аврамчев, директорот на Универзална сала, кој е главен организатор на фестивалот на светлината, најави настапи на 16 артисти на тридневниот фестивал кој ќе изобилува со најразлични видови светлосни илустрации. Во рамките на одржувањето на Бела ноќ, граѓаните ќе може да користат бесплатен градски превоз кон централното градско подрачје од 19 часот до раните утрински часови. Повеќе од 200 деца учествуваа на детската олимпијада, што денеска за прв пат се одржа во општина Бутел. Олимпијадата се одвиваше под мотото "Нека победи највеселиот", а се организираше во чест на детската недела и празникот 11 октомври.
По повод неделата на детето, во спортскиот балон до јавната установа детска градинка 11 октомври и основното училиште Питар Здравковски Пенко во Скопје Север, денеска се одржа детска олимпијада за децата од сите 6 клонови на градинката. Олимпијадата, на која учествуваа повеќе од 200 деца, се одржува и во пресрет на незиниот патронен празник 11 октомври. Како што информираше директорката на градинката, Луција Кировска-Стефановска, детската олимпијада се одржува под мотото да победи највеселиот. Децата се надпреваруваа во 6 екипни спортски игри, соодветни на нивната возраст, а за најдобрите беа обезбедени златни медали. Игрите се замислени од надпреварувачки карактер. Ќе има пририпување на пречки, прутнување по обрачи, вртење на обрачи, сето она што се како вештини стикнати во секојдневието на децата во градинката. Тоа е дел од воспитно-образовната работа на децата во градинката и денеска ќе покажат колку се они спремни за една тимска работа. Затоа и нема сите се победници и затоа ја го насловивме овој настан како да победи највеселиот, не најдобриот кој повеќе ќе истрча или кој најдалеку ќе отиде или повисоко ќе рипне, ами само тој што ќе биде највесел. Покровител на манифестацијата е градоначалникот Велимир Смилевски, кој самиот бил згрижен во оваа детска градинка во неговото најрано детство. Смилевски потенцираше дека ќе бидат истрени во намерата детската олимпијада да ја прошират и на градско ниво. Повод детската недела, воедно и патрониот празник на градинката 11 октомври, ние како општина Бутел со директорката прифативме да организираме малце поразлично со една олимпијада на кој што децата не само што ќе се надпреваруваат, туку ќе си ги искажуваат своите желби и амбиции. Со тоа мислам дека ќе бидеме малце поразлично од претходниот период што се организирало. Се надевам дека оваа манифестација ќе ни преде во традиција и наредниот период и наредните години ќе ја организираме и ќе ја прошируваме и со други општини. Детската недела денеска беше одбележана и во општина Илинден. За прводеленците имаше организирано и детска представа и предавање за детските права и одговорности. Првачињата од основните училишта од општина Илинден ја одбележаа детската недела и станаа членови на детската организација на првата амбасада во светот Миѓаши. На свечената манифестација што годинава се одржа под мотото "Градиме мостови, чекориме напред". На овој значаен ден за нив тие дадоа свечена заклетва. Во чест на првачињата, нивните поголеми другарчиња приредија пригодна културно-уметничка програма. За време на свеченоста, првачињата се запознаа со детската организација, незиното значење, детските права и одговорностите кон училиштето. Во учебната 2018-2019 година во трите централни и 5 подрачни основни училишта во општина Илинден, во училишните клупи за прв пат седнаа 200 прводеленци. На одбележувањето на Меѓународниот ден на учителите, градоначалникот Борис Георгиевски рече дека ќе работи на проекти кои значително ќе ги подобрат условите во училиштата на територија на општина Газибаба, а општината ќе биде отворена со цел да помогне во подобрување на образовниот систем. Во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на наставниците. Иако денес наставниците и учителите се помалку ценети во однос од порано, сепак тие оставаат важен печат на иднината на нашите деца. Во рамки на одбележувањето на овој ден во општина Газибаба се одржа работилница на која присуствуваа учителките од основните училишта на територија на Газибаба. Градоначалникот Борис Георгиевски го честиташе овој ден и им порача на сите учителки и понатаму да продолжат да бидат столбот на образовниот систем, како што рече расадникот на писменоста во земјава. Јас како градоначалник и понатаму ќе стојам за сите расположени средства да овозможиме подобри услови и во училиштата, подобар амбиент, подобри надгледни средства кои што ќе треба да ги имаат, нови технологии, нормално и подобра комуникација, едукација и континуирано учење и изучување на новите техники на наставниците. Ово е од исклучително значење затоа што токму наставниците се столбот на образовниот систем и сите вредности кои што нашите деца треба да ги имаат почнува од нив.
Георгиевски додаде дека ќе продолжи понатаму да ги подобрува условите во училиштата кои се на територија на Газиваба, за да овозможи достојни услови за децата. Инаку за овој ден може да се каже дека учителството е благородна професија, која секогаш е во насока на менторирање, мотивирање и афирмирање на знаењето што го пренесуваат на учениците. Учителките се и педагози, воспитувачи, но и добри пријатели и заштитници на детската душа во нејзиниот креативен и интелектуален развој. Звездата на црни бомбардери како пропадна рок-н-ролот Аница Добра деновиве престојува во Скопје. Незиното присуство во Македонија го искористивме за да поразговараме со неа за незините минати и идни ангажмани, за љубовта кон глумата и за успехот која следи долги години. Српската актерка Аница Добра е специјална гостинка на третиот меѓународен фестивал на дебитантски филм Кина Нова. На отварањето вечерва во Кино Милениум ќе биде врачена награда за особен придонес во филмската дејност. А утре од 18 часот во Кино Милениум во рамки на Бела ноќ во незина чест ќе биде прикажан филмот Жената со скршен нос на Срѓан Колевик од 2010 година, во кој таа игра една од главните улоги. Звездата на филмовите Црни бомбардер, Балкан експрес, веќе видено и како пропадна рок-н-ролот. Во ексклузивно интервју за Прва Скопска ни ги открива незините ставови и размислувања за актерството, за животот и за успехот која следи уште од незините 20 години па се до сега. Аница Добра, ексклузивно за Прва Скопска. Најнапред ви благодарам за издвоените минути што прифативте да ни раскажете дел од вашите ангажмани и активности. Хвала вама што желите са мном да pričate. Ја сам свакако радо овде у Скоплју и јако сам среќна што сам овде. Знамо šta je povod. Znači, dolazim ovde kao kod prijatelja, dolazim kao kod svoje kuće i duboko i iskreno sam zahvalna za nagradu koju primam, za koju možda lično i smatram da je ne zaslužujem, ali kada sam je već dobila, onda sebi dozvoljavam da se jako radujem i da smatram ovo jednim svojim novim početkom, jednim novim krugom koji bih želela da imam i koji bih htela da optrčim. Tako da, ja mislim da ja veće priznanje nisam dobila u životu i tako da ću se sa velikom pažnjom odnositi prema tome i kada budem nekada sumnjala u sebe, onda ću imati tu nagradu da mi malo digne tonus. Да се подсетите дека навистина она што сте го работеле со годините, на некого навистина му значило и вредело и затоа сте биле наградени. Како што споменавме, наградата ви значи многу, добивате награда за особен придонес во светската филмска уметност. Може ли според вас да ни кажете што е она што беше најзаслужно за да добиете оваа награда? Кој дел од вашето филмско остварување сметате дека е тоа што ве вивна во височините? E pa, dobro ste me pitali jer to se i ja pitam. Šta je to doprinelo tome? Ne verujem da je to količina filmova koju sam snimila, jer sam ih snimila zaista mnogo. Ja bih volela da je to posvećeno i svim autorima sa kojima sam radila i svim temama sa kojima sam se bavila i možda nekom estetikom koju sam ja donela u te filmove. Ali prosto za rekapitulaciju je meni lično rano, za radost nikad nije rano i kako da kažem, ovo je festival inače debitantskih filmova. Užasno mi je to važno, zato što prvo tako sam ja počela svoju karijeru
danas je važnije neko ikad da debitanti dobiju prostor gde mogu da prikažu svoje filmove, da bismo i za 20 i 30 godina mogli da imamo, kada vidimo celu sliku, mogli da vidimo neke nove superiorne ljude koji treba da nam otvore novi pogled u život. Споминавме дека фестивалот на дебютантски филмови токму и жената со скршен нос е филмот во кој што ќе имаме можност ние и македонската публика да ве види. Може да зборуваме малку и за овој филм, меѓутоа малку да се навратиме на филмовите кои што ги снимавте порано и по кои што сите ние многу добро ве познаваме и паметиме. Има ли некаква сличност овој филм со изминативе филмови и што е тоа што ве поттикна да прифатите токму да бидете дел од овој филм? Ja se nadam da nemam sličnosti, zato što, kako da kažem, ono što sam bila nekada nisam više danas. Stvari se menjaju i to je neminovno, idemo dalje i prosto život krči sebi put dalje. I naravno da ja ne mogu da budem ista kao što sam bila i ranije. I ja se radujem tim promenama i radujem se ulogama koje me čekaju. Dakle, nekad će to biti urbana, mlada žena, duhovita, drska, bezobrazna, ali će nekad to biti žena sa sela, mojih godina, današnjih, dakle starija žena, možda bude i tetka i baba, mislim, svemu ću se radovati, ali, kako da vam kažem, uvek se radujem ulogama koje su za mene nešto novo, koje otvaraju nekakvo novo poglavlje i otvaraju neka nova vrata u nečemu u čemu se nisam oprobala. I, znate kako se kaže, od dobrog scenarija može da bude i dobar i loš film, a od lošeg scenarija samo loš. Tako da sebi u životu bih najviše poželjela mnogo dobrih scenarija, a onda je naša odgovornost šta ćemo od toga da napravimo. А токму тоа сакав и следно да ве прашам некако како да ми ги читате мислите, што е она што не сте го изреализирале до сега, а што многу би сакале да се пронајдете во некоја улога можеби или што сте посакувале од младоста или што сакате сега допрва да ви се случи? Svaka nova uloga je ono što bih htela i što nisam imala. To je, mislim, posle filma je uvek pre filma. Mislim, daj Bože da je tako, jer bi to značilo da glumac ima kontinuitet i da ide dalje. Ali to šta bih ja sve želela ili šta me možda čeka, to ne zavisi samo od mene. To zavisi od okolnosti drugih. Da li ću baš ja biti izabrana? Kakvu će mi motivaciju dati reditelj, kako ću se inspirisati scenarijom i na kraju krajeva kakav će mi biti partner ili partneri. Znate kako se kaže, u glumi je kao u tenisu, što imate boljeg partnera preko puta vas, to ste i vi bolji. I tako da, evo, mislim, naravno da želim i dalje, ima toliko stvari koje još nisam iskazala, pokazala, opravdala, ima ih mnogo, ali sebi bih uvek priželjkivala dobre kolege na setu, to je najbolja stvar. Жената со скршен нос е насловот на филмот кој ќе се прикаже во рамки на фестивалот Кино Нова. Ја прашавме за незината улога во филмот, но и за улогите кои ги добивала досега. Вели, секоја улога е подеднакво важна и драга. Ja nekako uporedo od 88. Radim filmove i u Nemačkoj. Naravno, tako se nekako sve namesti u životu. Ne mogu da kažem da je bila moja ambicija ili želja ikada da radim tamo, ali je slučaj hteo da su producenti videli već viđeno u Puli, film već viđeno na festivalu u Puli, da sam im fizički odgovarala, ne znajući da ja uopšte govorim taj jezik. Posle smo se upoznali i prosto nekako od nemačko-jugoslovenske koprodukcije je postao samo nemački film u kome sam ja odjednom imala svoju prvu veliku glavnu ulogu u Nemačkoj. Sve ostalo je bilo lančana reakcija. A moj stomak i meni je oduvek govorio da ja ne treba da budem samo na jednom prostoru, tamo ili ovde, da to zapravo uopšte i ne postoji, tako da meni je baza uvek bila u Beogradu, a ja sam jedno vreme jako mnogo i intenzivno radila u Nemačkoj i stalno putovala
tamo vamo i zaključila da svet zaista jeste mali i da to ima i svoje prednosti, a i svoje mane. Ja sam sinoć došla iz Donje Bavarske, dakle iz Nemačke, gde sam još prekjuče snimala, radila na novom filmu tamo i tako da taj nekakav put koji je povezan sa mnogo tehničkih tih nekakvih organizacionih problema, stići tamo, stići vamo, igrati i pozorište u Beogradu i gostovati po Srbiji sa pozorištem, a opet se vraćati. Ali prosto to je deo života i to tako prihvatam i jako sam srećna što imam mogućnost da tako putujem i da živim taj svoj neki poslovni život. Од незината 25-та година живее на релација Србија-Германија. Професионалниот успех во Германија започнал сосема случајно на фестивалот во Пула, кога германските продуценти ја забележале и ја ангажирале. После колку време доаѓате во Скопје? A pa nije to tako kao što vi mislite da ja nisam nikad tu bila. Ja sam bila više puta tu, znate šta, ja sam već u tim godinama kada meni vreme jako brzo prolazi. Dakle, sad ne znam kad je bilo, igrali smo ovde Gospodu Glembe sa pozorištem Atelje 212, sa vašim Nikolom Ristanovskim u glavnoj ulozi. Bili smo ovde u Skoplju i bili smo potpuno fantastično prihvaćeni. A znam da publika u Skoplju zna dobro da gleda i zna kad nešto nije dobro, kad nešto jeste dobro. A bila sam, kako da kažem, bila sam i u nekakvim dogovorima za nekakav eventualni film, ali pošto se nije desio, ja ne mogu da kažem ko je u pitanju, znate ga sigurno, prosto nije nam se tada dalo, ali... Šteta. Pa jeste šteta, ali za moj lični glumački put je i taj susret ovde u Skoplju i čitanje scenarija već je bilo jako važno, jer i to mene oformi za nešto kasnije. Znači, vi ne možete sve da vidite, ali i ceo moj put čini mene kao glumca, tako da sam na svemu tome jako zahvalna. Аница Добра, иако има 55 години, изгледа шармантно и убаво, а живее динамично, како да е во најдобрите години. Ја прашавме која е незината тајна. И уште пред самиот крај да ни кажете на што моментов работите и каде ја насочувате енергијата? U Beogradu igram predstave, igram mnogo predstava trenutno, a u međuvremenu sam trenutno u Nemačkoj, završavam kada se vratim iz Skoplja, imam još da igram predstave, a onda idem još jednom u Nemačku da završim film koji tamo trenutno radim, bioskopski film. I energiju crpim iz mira koji imam. Kada je velika gužva, a u poslednje vreme je stalno velika gužva, onda pokušavam da nađem nekakav samo mir u sebi i da se bavim samo, da se totalno fokusiram na ono što trenutno radim, da ne razmišljam mnogo o stvarima koje me čekaju. Drugo, ja mnogo volim posao, imam najlepši posao na svetu, koga mnogo volim i to mi samo po sebi isto daje veliku energiju i motivaciju da vozim dalje. Морам да забележам дека навистина преубаво изгледате и навистина одлично се носите со годините кои што вие ги спомнувате во повеќе наврати дека ги имате. Која е тајната? Nema tajna, vidjet ćete i vi sami kada dođete u te godine. Ja se ne bojim života. Ja se ne bojim života, život podrazumeva da idemo dalje i da budemo stariji i da budemo zreliji i ja idem ka svemu tome otvorenih oči i otvorenog srca. Благодарам многу и ви посакувам успех во понатамушната кариера. Hvala vam. Добра дебитираше во краткометражниот филм Пера Панкер. За филмот веќе видено во 1987 година на фестивалот во Пула доби награда. Подоцна во Балкан Експрес уште еднаш ја потврди својата актерска, но и пеачка способност. А во меѓувреме настапуваше во Ателје 212 и во театарот Звездара. Во кинотека на Македонија денеска и утре ќе се одржува есенското издание на фестивалот Скопје Cinema City, кој е фокусиран на музиката и незиното филмско представување. Фестивалот е организиран со поддршка на Агенцијата за филм и Министерството за култура.
Во кинотеката на Македонија денеска и утре ќе се одржува есенското издание на фестивалот Скопје Cinema City, кој е фокусиран на музиката и нејзиното филмско представување. За почетокот на фестивалот планирано е прикажување на српскиот документарен филм Како да беше никогаш на режисерот Душан Весиќ, биографски филм за култниот бенд ЕКВ од Белград. На проекцијата на филмот ќе присуствува и Весиќ, кој ќе биде достапен за прашање од публиката. Оваа година тој објави биографија и на Маргита Стефановиќ, Како таа да беше никогаш, која ќе биде промовирана за време на неговиот престој. Во терминот од 21 часот и 30 минути во кинотека ќе биде прикажан Звуци и тишина, патешествијата со Манфред Ајхер, швајцарски документарец за основоположникот и главен музички продуцент на музичката издавачка куќа ESM, основана во 1968 година. Од 20 часот утре е британскиот Постигни или умри, филм за животната приказна на Ланг Ланг, односно како едно дете од рурална Кина станува еден од најдобрите светски пијанисти. Од 21 часот и 30 минути утре е францускиот документарен филм Стив Рајш Соочување со фазата, посветен на еден од основоположниците на минимализмот во класичната музика. Фестивалот е организиран со поддршка на Агенцијата за филм и Министерството за култура. Мија Крстевска од општина Ѓурче Петров со помош и финансиска поддршка од општината успева да се афирмира како квалитетна и надежна млада спортистка. Овој пат Мија ќе замине во Аргентина, каде ќе представува Македонија на Олимписките игри. Општина Ѓурче Петров продолжува со континуирана поддршка и помош за спортските таленти и клубови од општината. Како што информираат од општината, гордоста на Ѓурче Петров, пливачката Мија Крстевска од 6 октомври ќе ја представува Република Македонија на третите летни младински олимписки игри, кои ќе се одржат во Буенос Ајрес, Аргентина. Мија е државен рекордер и настапува во дисциплините 100 и 200 метри грбно. Конкуренцијата во Буенос Ајрес е огромна. 4000 спортисти од 206 држави во светот, но мотивацијата на Мија е голема, па да се надеваме дека ќе се врати со успех. Најдобрите спортски екипи од средните училишта во град Скопје изминативе денови беа дел од спортските надпревари во Нирнберг, збратимениот град на Скопје. Учениците, како што соопштува градската прес-служба, постигнале одлични резултати. Одлични резултати постигнаа најдобрите спортски екипи на средните училишта од Скопје, кои изминативе неколку дена се надпреваруваа со нивните врсници од збратимениот град Нирнберг, Германија. Средношколските тимови од Скопје беа поуспешни во надпреварувањата, постигнувајќи генерален резултат од 6 победи и 1 пораз. Надпреварите на најдобрите спортски екипи од средните училишта од Скопје во Нирнберг се продолжение на праксата за организирање вакви надпреварувања, а во изминатите години се организираа патувања во Истанбул, Ниш, Загреб, Љубљана, Софија и во Белград. Покрај средношколските спортски лиги на град Скопје, во чии надпреварувања годинава учествуваа над 6000 средношколци, годинава првпат од буџетот беа обезбедени и стипендии за 100 најуспешни спортисти, ученички и ученици, со по 3000 денари во текот на 8 месеци до крајот на 2018 година. В недела од 7:30 до 11 часот ќе биде затворен за сообраќај дел од булеварот Илинден на потегот од крстосницата со улицата Аминта 3, Фонтана Лотос и улицата Љубљанска кај трговскиот центар Сити Мол. Сообраќајот ќе биде пренасочен по околните улици. В недела од 7:30 до 11 часот ќе биде затворен за сообраќај дел од булеварот Илинден на потегот од крстосницата со улицата Аминта 3 кај Фонтана Лотос и улицата Љубљанска кај трговскиот центар Скопје Сити Мол. Сообраќајот ќе биде пренасочен по околните улици. Град Скопје информира дека времениот сообраќајен режим е поради одржувањето на трката Скопје трча 10 км 2018. Возилата од јавниот градски превоз кои обслужуваат линијата 8 ќе бидат пренасочени по булеварот Свети Климент Охридски, а потоа по булеварот Партизански одреди. Возилата кои обслужуваат линијата со број 15А ќе бидат пренасочени по булеварот Партизански одреди.
Автобусите од линиите 15, 15А и 19, а кои го обслужуваат терминалот на улицата Љубљанска, ќе бидат пренасочени на терминалот на улицата Манапо. Автобусите од автобуските линии 15, 15А, 19, 7 и 59, кои ќе го користат терминалот на улицата Манапо, ќе продолжат по улицата Карпошово Востание, улица Бледски договор и потоа ќе продолжат по булеварот Партизански одреди. Апелираме сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни, да ја приспособат својата брзина на движење според условите на патот и да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација, се вели во соопштението од град Скопје. Денеска имавме делумно сончево време со температура до 24 степени. Според УХМР, следните денови ќе преовладува променливо облачно и претежно стабилно време со температури околу просекот за овој период од годината. В недела попладне и во понеделник е можна појава на краткотраен дожд, особено во западните и југозападните делови од земјава. Утре температурата ќе се искачи до 24 степен, в недела до 25, а во понеделник до 26 степен. Во вторник има зголемување на облачноста и температура до 25 степени. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.